Сега отвараме дискусија за присутните. Како прв се јави Душко Аврамов, писател од Скопје. Нека повели. Во меѓувреме, нека се подготвува господин Лупчо Димитров. Македонци и македонци, од срце ви го честитам формирањето на секцијата ВМРО ДПМН. Мојата дискусија е следнава. До неодамна во село Белчишта, Охридско, имаш училиште с името на Светозар Вукмановиќ. После толку многу години се сетија луѓето кој е тој Светозар Вукмановиќ, кој е тој лажен инструктор на востанието во Македонија и го сменија името во Илинден. Темпо, возбуден, навутен, навреден, од сето ова, на новинарите политика им ниже цел гердан безсмислености, глупости, абсурди. Некој од нив. Така, тој вели дека моментно во Македонија начело на рководните места се наоѓаат бугараши. Понатаму тој кажува дека тој наредил Асном да се одржи во српскиот манастир Прокопчински. Понатаму тој кажува дека со неговото доаѓање се разгорело востанието. Сиромашкиот неписмен глупав Темпо. Заборава дека на 27 јуни 1941 година Иван Козаров и Никола Паракунов ги стрелаа првите востанички пушки во Пиринска Македонија, а Пиринска Македонија тоа е Македонија. Подоцна стануваат востанијата во Србија и така натаму и така натаму. Исто така, Темпо изгледа имал единица од географија, од историја. Така тој не знам од каде, погрешно, глупаво научил дека Прокопчински е во Македонија. Кој е српско презиме завршува на ски да ве праша. И не само тој исто така заборава дека во Гора има македонци муслимани, што го знаат македонскиот јазик многу подобро од некои раководители од типот за полицејски излични за кои што подобро ќе зборуваат. Тој заборава исто така дека и многу други села во така наречена Јужна Србија, не мислам Македонија, туку оно во рамките на Србија или Јужна Долна. Се многу македонци, да е истинска Македонија, да моравска Македонија. Но нешто друго. Но Темпо не заборави